Време за последниот разговор во нашата емисија Минути за спорт, минути посветени на тенисот и неговиот развој во нашата држава. Наш гостин утрово Горан Шевченко, спортски директор на Тениската федерација на Македонија. Добро утро, добро им дојдовте во емисијата. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на утринската програма и на македонската телевизија. И ете, после една година, многу ми е драго што повторно сум дел од вашата емисија и што можеме малце да си поразговараме за една убава работа, односно тенискиот спорт. Од наш аспект 2025-та навистина успешна кога станува збор за тенисот во нашата држава, меѓутоа како вие ќе оцените, колку вие сте задоволни? Вака, програмата која што ние ја проследуваме секоја година до нашите членки и до јавноста е доста богата, со оглед на тоа дека знаеме дека последниве неколку години воопшто светот се наоѓа во голема криза. Меѓутоа, ние се обидуваме тоа некако да го сузбиеме со добра работа, со штедење, да го кажам, а сепак организација на настани кои што го обележуваат тенисот во нашата држава, односно даваат можност на сите категории тенисери да уживаат во настаните кои што ние ги организираме. Колку младите генерации сакаат да се занимаваат со овој спорт? Во неформалниот разговор за време на вестите констатиравме дека еден од подобрите спортови за развој на децата, па затоа прашањето за младите, но и за условите во нашата држава, ги имаме ли доволно? Условите секогаш може да бидат подобри. Ја би почнал од условите, нели? Секогаш би можеле да бидат подобри, поготово ни фалат тениски терени во сала, пошто знаеме дека 4 до 5 месеци имаме ладен период, зима, така, која што не е преладна како северните држави, меѓутоа сепак се потребни тие сали. Значи во тој контекст би можеле да бидеме малце подобри, би можеле да имаме малце поголеми можности за децата. Меѓутоа во поглед на децата, колку деца учествуваат во тенисот и колку играат на терен, не зборам за оние деца кои што се надпреваруваат, зборам за децата кои што доаѓаат еднаш до два пати неделно да фатат рекет, да изиграат, да уживаат нели во тенисот. Имаме една стабилна бројка после ковидот, имаше пораст на децата кои што се надпреваруваме, односно играат тенис. Имаме една стабилна одржувачка бројка која што останува по клубовите, значи не паѓа превише и во поглед на тоа дека знаеме дека тенисот е малце поскап од другите спортови. И работиме на тоа да таа бројка се зголемува и кај децата кои што, значи од тие деца кои што играат, да се повеќе деца се надпреваруваат во системот на Тениската федерација на Македонија. Кога станува збор за младите, да ги споменеме сите млади таленти, меѓутоа веќе искусни тенисери кои што навистина постигна одлични резултати во изминатата година. Начело со Лина Ѓорчевска, која што е нашата најдобра тенисерка, и Калин Ивановски од машкиот дел, нели? Имаме генерации кои што доаѓаат и генерации кои што учествуваат на тие меѓународни турнири, нели, и во Македонија што ги организираме и надвор од државата. Можам да го напоменам тука Амар Хусеиновиќ, Сара Митевска, која што навистина постигнува резултати, Кристијан Јанев, кој што минатата година исто така освои турнири, јуниорски турнири од календарот на Светската федерација, Марко Алексовски, кој што после Калин, мислам дека е првиот тенисер кој што освои прва категорија од календарот на Европска федерација, а беше дел од ITF тимот кој што е финансиран од развојниот фонд на Гранд-слемовите. И тој беше 4 недели, имаше одлични резултати тамо и го заокружи тој со третиот турнир, 4 турнири играше, на третиот турнир го постигна првото место, што за нас беше навистина еден позитивен шок, да се каже, да, вредиме, имаме деца кои што можат и до 14 години да направат резултат. Така. Секој спорт си има свој предизвик. Што освен талент и желба е потребно за да се успее на терен ако зборуваме за тенисот? Што се е потребно? Пред се потребна е големата желба и вложеност на семејството. Значи на самиот тенисер, жртвата која што треба да ја прави. Секако е потребна и федерацијата, и клубовите, пошто законски клубовите се тие кои што ги организираат тренажниот процес, даваат терени на располагање,
А потоа федерацијата е таа која што ја прави селекцијата, односно ги избира играчите на репрезентативните настапи. Во поглед на репрезентативни настапи, тоа што можам да кажам е дека минатата година учествувавме на неколку репрезентативни настани кои што беа од јуниорска па до сениорска конкуренција, Били Џин Кинг купот, да им давам предност на дамите, нели први, настапивме во втората група, каде успеавме да обстанеме во таа група, Девис купот влеговме во групата повисоко, го организиравме во Македонија, беше во јуни месец на наш терен, бевме трети, влеговме во повисоката група и се разбира работиме на тоа да создадеме тим кој што понатака ќе ја презентира Македонија и во женска и во машка конкуренција. Во јуниорските репрезентативни настапи ги имавме европските првенства, и каде што наши тенисери успеа да направат одредени резултати, нели, кои што се доста важни за нас како федерација. Сега, пошто рековте што уште е потребно, а ја би се осврнал на федерацијата, да не навлегувам превише во семејството, во клубовите. Така. Федерацијата од 2020 година, кога почна ковидот, а официјално почнавме да ја спроведуваме таа мерка, да ја кажам, која што не имаме, го направивме тој развоен фонд, кој што ние го викаме развоен фонд, каде што средствата, ненаменски средства или повеќе наменски средства кои што ги добиваме од државата и дел од спонзорите, можеме да ги вложиме во клубовите и во нашите најдобри тенисери. Така да, со таа мерка минатите години, околу 23 клуба во 2025, а слично беше и во минатите години, од вкупно 27 клуба кои што се членки во федерацијата, имаа бенефит од тој буџет кој што ние им го возможивме, а од тенисерите имавме 14 тенисери кои што добија средства од тој буџет кој што развоен фонд кој што ние го имавме. И интересна информација е дека токму Лина Ѓорчевска, нашата најдобра тенисерка, која што нели постигнува најдобри резултати, од тој буџет она искористи дури 60%. Што е интересен факт и среќни сме, поносни сме за таа работа, затоа што сепак нели среќни сме да помогнеме колку што можеме во рамките на нашите можности, нели, на нашите тенисери, на Лина Ѓорчевска, на нашите тенисери кои што постигнуваат резултати надвор на меѓународен план. И таа мерка беше направена на тој начин да не испадне сега, сега ние ќе дадеме на некој тенисер, не знам, да кажеме 2000 евра, ама кој е критериумот? Како сте ги дале? Да се избегне целото тоа недоразбирање, непотизам, ние го направивме тој фонд каде што точно се знае за каква победа, колку средства може да добие. Добрите страни во тенисот се разбере како и во секој спорт има и тешки моменти понекогаш. Го споменавте финансирањето, секогаш некако товарот паѓа најмногу на родителите кога нели започнуваат дечињата всушност да тренираат без разлика на кој вид на спорт да се зборува. Треба ли поголема поддршка можеби тука и од државата за да овие млади таленти излезат на правиот пат? Мислам дека државата има добри буџети кои што ги има. Не би коментирал за распределбата како оди, меѓутоа мислам дека има многу спортови каде што треба да помогне. И не можеме комплетно да очекуваме дека државата ќе се фокусира само на тенис. Значи, сепак и другите спортови имаат побарување кои што се дават. Дека можеме повеќе да добиеме, да кажеме, нашиот спорт дека може повеќе, можеби може. И можеби би организирале малце повеќе активности кои што сакаме да ги организираме во секоја година. И сето тоа, како што рековте, да, се сведува на родителите, се сведува на федерација на клубовите. Да кажеме, најдобрите наши тенисери дел од нив добиваат одредени бесплатни термини имам информација во своите клубови, што е пак некаква помош и мотивација да тие деца барем не се секираат дека ќе имаат термин за тренинг. Тоа е едниот момент кој што е битен. И добар ветер во грпе. Да, добар ветер во грпе, родителите помагаат, дел државата ќе помогне, дел ние ќе помогнеме со овие наши фондови што ги имаме и ќе успееме на тие наши тенисери да им дадеме можеби не 100% поддршка, али да им дадеме барем еден убав дел со сите сегменти нели поврзани, еден убав дел каде што тие ќе можат и нема да бидат спречени да помислат дали сега ја додам во Франција или не, дали да одам во Австрија или не. Знаат дека имаат одредена помош и ќе отидат, ќе ги одиграат тие турнири и се разбира за наше задоволство ќе постигнат
солидни резултати. А и преку спортот се развиваат нови пријателства, патуваат во земјите децата без разлика кој го зема поголемиот товар, меѓутоа останува желбата и понатаму да бидат уште поуспешни, а ние како држава навистина имаме што да понудиме. Така, ние како држава имаме што да понудиме, имаме, да кажам, инфраструктура, имаме можности кои што им ги даваме на спортистите генерално. Повторно се работи и треба да се работи на што е можно поголема поддршка, али тоа е веројатно процес кој што сите ние треба да го следиме, нели? Ајде малку околу новата сезона. На што ќе се насочите како Тениска федерација? Како Тениска федерација имаме стандардни некои работи кои што секоја година ги организираме, меѓутоа имаме и некои дополнителни работи кои што ги испланиравме и кои што сакаме да ги направиме. Календарот, националниот календар брои повеќе од 70, па блиску до 80 турнири кои што планираме да ги организираме, и мислам дека сме една од федерациите кои што дава максимум или ја има бројката на максимум турнири кои што може една федерација да ги организира во текот на една година. Да не ги спомнувам екипните лиги кои што се организираат во текот на годината, меѓутоа навистина во сите категории, почнувајќи од 5 годишна возраст, црвен тенис, па се до сениорите, имаме една убава бројка на турнири од близу 80 турнири кои што планираме да ги организираме. Исто така, организираме меѓународни турнири, јуниорски и сениорски меѓународни турнири кај нас. Нашата земја има право да организира 6 турнири годишно. Ние како федерација организираме, лани беа 8 турнири, оваа година ќе бидат можеби од 9 до 12 турнири, што молиме. Значи, гледаме дека нашите мислам сега малце можеби не е соодветно, молиме да кажеме, меѓутоа се јавуваме кај тие луѓе, имаме добри контакти, сме се покажале дека сме добри организатори и бараме од Европската тениска федерација и од Светската ITF федерација да ни дадат повеќе турнири. Се со цел нашите деца да не мора барем на неколку турнири, барем 3 до 4 турнири у конкуренција, да не мора да отпатуваат во странство, своето искуство и бодови и резултати да ги прават токму во Македонија. Така да тоа е вториот дел кој што го имаме. Имаме доста проекти со Светската федерација, како што е јуниорската иницијатива, каде што согласно таа иницијатива организираме јуниорски кампови. Пред секој поголем настап во државата и надвор државата, ние имаме 2 до 4 дена камп кој што го организираме, каде што селектираните деца, идните репрезентативци со нашите тренери од федерацијата можат да настапат на тие кампови. Од минатата година, предминатата, односно преклани, имавме првиот фестивал го организиравме за најмладите, тенис за секого, значи да можат тие деца кои што не можат да дојдат во клубовите, се шетаат низ парк и одеднаш гледаат се игра тенис. Можат слободно, бесплатно да пробаат да играат тенис. Лани организиравме 8, оваа година планираме да организираме 10 промотивни фестивали кои што им даваме можност на тие деца да играат, меѓутоа очекуваме дека дел од тие деца ќе дојдат во клубовите и бројката на деца кои што играат тенис се разбира ќе биде зголемава. И организираме доста едукативни настани во поглед на тренерската едукација за тренери и сме една од малкуте земји во Европа која што едукативниот систем е препознаен, признаен од Светската федерација. Тоа подразбира дека ако некој утре се исели отиде во Германија, лиценцата му е препознаена. Не треба да полага одредени испити, или ако тука работи на ниво на држава, неговата лиценца исто така е препознаена. Да, навистина, Македонија има со што да се гордее. Неколку пати ги споменуваме. Калин Ивановски, Лина Ѓурчевска, младите Марко Алексовски, Сара Митевска, има уште многу имења. Витува ли новата генерација тенисери уште поголеми успеси за нашата држава? Па да, конкретно Марко беше дел од Девис купот во февруар што го игравме во Кипар. А Сара ќе биде сега дел од Били Џин Кинг купот кој што треба да го играме во април месец. Значи тие деца кои што се развивале кроз системот одреден период, сега се на прагот да бидат или веќе биле во највисоката машка, односно женска репрезентација. Има и нови генерации кои што доаѓаат, имаме деца во секоја категорија, десетина деца кои што доаѓаат, меѓутоа тоа е сепак процес на одреден развој кој што треба тие да го имаат и да се обидат да го достигнат јуниорското ниво на овие кои што веќе ги имаме, меѓутоа се работи на тоа да тие деца навистина дојдат до тоа ниво и не ги забораваме жените. Тоа е еден битен момент кој што би сакал да го споменеме. Родовата еднаквост, разбира. Родовата еднаквост, од минатата година имаме проект со Европската комисија, Европската унија, кој што
се грижи за родовата еднаквост. Знаеме дека по некои статистики дека жените не се вклучени во одредени структури. Нашата идеја е во следните неколку години да пробаме максимален баланс да направиме да повеќе жени бидат вклучени во сите структури од федерацијата, почнувајќи од управниот одбор, па следејќи до комисиите кои што ги имаме, селекторите кои што ги имаме и така натаму, праќање на судии на различни настани, праќање на тренери на различни настани, женски тренери, нели? Пошто знаеме дека женскиот дел е малце поспецифичен. Ќе стигна до одредена возраст ради недостаток на мотивација, финансии се откажуваат. Ние сакаме да ги останеме да бидат во тенисот, да бидат вклучени тука и да имаме можност да имаме што е можно повеќе жени кои што да, ќе дополнително учествуваат. да се мотивираат. Так. При крајот разговорот, Шевченко, пред 2 години издадовте монографија. Се размислували да се издаде нешто слично во иднина, бидејќи на тој начин ја пишуваме историјата на тенисот? Монографија, втор дел на таа монографија или нова монографија има две опции. Една опција е да ја допуниме монографијата која што ја имавме, не мора да чекаме 80 години, можеме и порано да го направиме тоа. А втората опција е на 80 години да направиме. Значи на секои 10 години да вадиме по една книга, пошто мислам дека ние бевме еден од првите спортови кои што го направи тоа. Успеавме да собереме информации, еден од вашите колеги ја пишуваше и добивме една навистина убава монографија која што не е само печатена, него и дигитална. И може да ја видат на нашата веб страна, да ја симнат, да ја испечатат и да ја имаат во својот дел. И таа монографија беше навистина една убава монографија од почетоците на оформување на Тениската федерација. Напоменавме и одредени работи кои што пред оформување на у тоа време Сојуз, нели е бил, па се до моментот до 2023 кои се тие битни настани кои што ние ги имавме со слики, стари слики, направивме видео каде што имавме навистина една убава музика која што одеше и луѓето навистина беа задоволни од целата таа монографија. И за крај на разговорот, кој е вашата порака до нашите најмлади гледачи? Се разбира пред се да одберат спорт, не мора да е тенисот и вие споменувате неколку пати здрав начин на живот. Да одберат здрав начин на живот, би сакал да одберат тенис, нели? Во неофицијалниот дел на нашиот разговор кој што го имавме на почетокот е дека докажано е научно дека тенисот е број 1 здрав спорт каде што се развива целото тело и може да се игра целиот живот. Нека повелат децата, возрастните луѓе, рекреативците и рекреативките, ветераните и од минатата година повторно ги вративме нели ветеранките да дојдат и да бидат дел од тенисот, нели, а ние сме тука да помогнеме логистички и со знаење на било кој начин да тие уживаат во целиот тој процес. Да, ви благодариме за денешното гостување во нашата емисија. Се надеваме на покана да ве посетиме во вашата федерација и се разбира на некој убав настан кој што ќе се организира. Така, оваа година планираме за крај да организираме 2 фјучерси и го побаравме организација повторно на Девис Купот кај нас. Секако за тие настани и за другите настани ќе имате покана како куќа и вие нели лично ќе можете да дојдете да уживате во тие мечеви каде што дел ќе играат нашите најдобри репрезентативци, странски играчи и дел ќе играат значи на Девис Купот ќе играат нашите најдобри машки репрезентативци. Благодариме што еднаш. Благодариме за гостувањето.